имав честа да се сретнам со луѓето кои што 2016 година оставија белек во нивното работење, битисување и во нивната фела. Оваа година за прв пат го воведуваме ова како пракса, се надевам дека ќе остане и за наредните години. Минатите години сведоци бевте деценијски наназад дека делевме одредени символични награди за луѓето кои што има дежурства во време на новогодишните празници, кои што додека ние славевме дома, мора да бидат на своите работни места, и тоа беше еден вид признание на заедницата на општина Кавадарци за нив како структура и како фела од Кавадарци. Меѓутоа, мислам дека тоа долги години се повторува и веќе стана едно досадно клише, па дури и наградите кои што веќе ги доделуваме традиционално секоја година, моје лично мислење дека веќе не им се интересни, и токму заради тоа нека ни простат оваа година одлучивме како општина Кавадарци да доделиме малце видоизменето доделување на одредени награди, и тоа за луѓе кои што се истакнувале преку цела година во своето работење. И оттаму, измисливме заедно со вработените во локалната самоуправа да доделиме 9 награди, 9 часовници, поврзано повторно нели со времето или со времето од една година, 2016 година цела, да ја го имаат овој часовник за наредната 2017 година, и да во таму каде што действуваат, таму каде што работат, да се истакнуваат и повторно да бидат на врвот. Предлозите дојдоа и од синдикалните организации, од директорите на одредени институции, и ние направивме еден сублимат и ги одлучивме за следните личности. Одлучивме во делот на библиотеката, односно да наградиме највозрасен или возрасен читател, меѓутоа и најмлад читател. Така да тука е Маричка Ѓорчева како возрасен читател и Марија Лазова како дете од трето оделение, кој што е добар пример за сите неизини врсници, за тоа дека треба да се има посебен однос спрема книгата, а со тоа и нели спрема само себе надградување. Од противпожарната единица е Митре Витанов, кој што предмалку не подсети за нивниот ангажман за време и за нова година, и меѓутоа и за цела година, па и по нова година, со парање на многу оджаци или, како што тој кажа, околу 30 на мали и поголеми пожари, кои што најчесто се како резултат на невнимание на нашите сограѓани. Од образованието Елизабета Филипова, професорка кој што се истакнува и кој што беше предложена од страна на нејзиниот колегиум во основното образование, и кој што преку своето работење е добар пример за сите нејзини колеги. Кирил Мукеетов, познат уметник од Кавадарци, кој што покрај многуте дела во моментот работи на уметничкото дело Мајка Тереза, едно позамашно уметничко дело, скулптура, кое што треба да го краси главниот град, а кој што исто така да подсетаме и автор на споменикот Тиквешко востание во Кавадарци. Од полициска страница Зоран Ѓорџиевски, кој што не подсети за тоа дека време кога имаме невреме, луѓето сепак се однесуваат како да е суво надвор, и како резултат на тоа имаме многу сообраќајни незгоди. Добро е што тие се сведени само на штети на автомобилите, а не и на здравието и животот на нашите сограѓани. Од комуналец Енвер Муниши, кој што е предложен од синдикалната организација, и сигурно заради неговата истакнатост за време како на дожд, така и на снег, и во време и во невреме, кој што се истакнувал пред сите други негови колеги, кои што исто така се на ниво на задачата. Имаме студент Билјана Костова, кој што дипломира во Кавадарци, и како резултат на нејзиното истакнување е веќе и вработена во АД Гоце Делчев, во винарницата, односно на плантажите во АД Гоце Делчев. И Петар Ангелов Дивиот, кој што заради неговите ангажмани не можеше да присуствува, тука неговиот брат. Меѓутоа, човек кој што и малите деца го знаат од Кавадарци, кој што е еден вид спортски символ на Кавадарци, се уште е тоа, и му посакувам уште многу успешни сезони.
на сите еве им посакувам да се истакнуваат и понатаму во својата фела, во својата средина и да биде добар пример за останатите, пример кој што ќе го следат сите останати. Многу ми значи ова признание, посебно за тоа што не го очекував. Мислам дека секој што одвојува време за читање сами од себе на некој начин се наградил и се надградува секојдневно. Задоволна сум и еве апелирам кој што може да вложи во фондот на библиотеката.